Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, денес ќе ги обработиме 4 и 5 глава од книгата 2 Самуилова, во кој читаме за кризните времиња во царството кои настанаа по смртта на царот Саул и неговиот син Јонатан. Тоа беше време на сериозни неволји кои беа последица од така наречената граѓанска војна која се водеше во Израел. Во прво послание на Коринтјаните, глава 10, стих 11, апостолот Павле вели дека сите нешта кои се случија во Израел, а се запишани во писмото, ни се дадени нам за пример, односно да можеме да се поучиме. Се надевам дека токму тоа ќе го направиме во денешната епизода. Ќе извлечеме важни поуки врз основа на искуството на израелците. Во претходната епизода размислувавме за тоа како Давид беше поставен за цар над племето Јуда и се пресели одреден период во градот Хеврон, од каде и владееше. Во меѓувреме, началникот на војската на Саул, човек по име Авенавир, го постави Сауловиот син Ишбошет за цар над останатите племиња во Израел. Значи, израелскиот народ се најде во ситуација во која едно од племињата имаше еден цар, а останатите 11 имаа друг цар. Таквата состојба беше неповолна за опстанокот и единството на народот. На Израел му беше потребен еден цар кој ќе го обедини народот и ќе го води согласно Божјата волја. Тој цар беше Давид, бидејќи токму Давид беше Божјиот избор за следен водач на царството. Време е да почнеме со читање на текстот. Ако имате Библија со себе, отворете ја кај 4 глава од книгата 2 Самуилова. Нема да имаме време да ја прочитаме целата глава, но ќе посветиме внимание на најважните настани запишани во неа. Стихови 1 до 4. Сауловиот син Ишбошет, откако слушна дека Авенир умрел во Хеврон, му отпаднаа рацете и целиот Израел се вознемири. Сауловиот син имаше двајца војни началници, едниот се викаше Баана, а другиот Рихав, синови на Бееротеецот Римон од Венјаминовите потомци, бидејќи и Беерот се вбројуваше кон Венјамин. И Бееротејците избегаа од Гитаим и таму останаа да живеат како тугинци до денес. Јонатан, Сауловиот син, имаше Куц син. Синот беше на 5 години кога од Израел дојде известување за Саул и Јонатан, а дуилката го зела и избегала. Бидејќи таа бегала брзо, тој паднал и останал сакат. Името му беше Мемфивостеј. Дозволете ми да ви објаснам што всушност се случува не само во овие стихови, туку и во целата 4 глава. Авенир беше началник на Сауловата војска и човекот кој го назначи Сауловиот син Ишбошет за следен цар на Израел. Со тек на време изби конфликт помеѓу Авенир и Ишбошет, поради што Авенир одлучи да застане на страната на царот Давид. И кога се случи тоа, тој го изгуби својот живот. Неговата смрт длабоко ги погоди, како царот Ишбошет, така и целото Израелско царство. Известувајќи не за сето тоа, авторот на оваа книга ни дава до знаење дека Сауловиот син Јонатан имаше син по име Мемфивостеј. Запомнете го тоа име, бидејќи во некоја од следните епизоди ќе се вратиме на него. Но, да се вратиме назад на настаните запишани во глава 4. Почетокот од книгата 2 Самуилова, покрај другото, е извештај за преземањето на власта врз Израел од страна на Давид. Но, тој процес на преземање на власта не помина лесно или пак без жртви. Во останатите стихови, кои немаме време да ги прочитаме, авторот ни кажува како началниците на војската на Израел го погубија Ишбошет, синот на Саул. Значи, станува збор за ситуација во која началниците на војската на едно царство го убија својот господар. Тие ја одсекоа неговата глава и му ја однесоа на Давид, мислејќи дека Давид ќе ги награди затоа што го погубија човекот кој, условно кажано, му беше конкуренција за престолот. Но Давид не реагираше така. Тој ги соочи со фактот дека тие направија грев затоа што убија невин човек.
Наместо да ги награди, Давид им заповеда на своите војници да ги убијат и обесат. Ова е интересна карактерна особина на Давид. Тој не ги толерираше тие кои ги екзекутираа оние кои беа негова конкуренција за престолот на Израел. Тоа го стори и со човекот кој се пофали дека го убил Саул, но и со луѓето кои се пофалија дека го убија синот на Саул. Тоа се настаните запишани во глава 4. Сега ќе почнеме со читање и обработка на глава 5 од оваа книга. Стих 1. Тогаш сите израелски племиња дојдоа кај Давид во Хеврон и рекоа: Ете, ние сме твои коски и твоја плот. Со други зборови, кога Ишбошет беше убиен, 11 израелски племиња кои беа под негова власт се собраа и дојдоа кај Давид за на некој начин да му подадат рака и да побараат тој да царува и над нив. Во период од неколку години Израел беше поделено царство, а сега конечно тоа ќе се смени. Патем, мислам дека тука не станува збор за ситуација во која буквално сите луѓе од тие племиња дојдоа кај Давид, туку најверојатно нивните старешини и представници го посетија и разговараа со него. Стих 2. Порано, додека царуваше Саул над нас, ти го изведуваше и го воведуваше Израел, и Господ ти рече: Ти ќе го пасеш мојот народ Израел, и ти ќе бидеш водач на Израел. Интересно е тоа што израелските племиња не го препознаа Давид како Божиот избор на почетокот, туку откако Ишбошет беше убиен, тогаш тие дојдоа кај него и му рекоа: Господ тебе те избра за водач. Се чини дека кризата во која се најдоа ги натера да се вратат назад во следењето на Божјата волја и Божиот избор. Знаете, некогаш за жал и ние така се однесуваме. Во одредени периоди од животот го правиме тоа што нам ни се чини добро, а кога нашите планови и намери не успеваат, тогаш се враќаме назад на она што е вистинито, односно тоа што е од Бог. Стих 3. Тогаш сите Израелови старешини дојдоа кај царот во Хеврон, и царот Давид направи со нив завет пред Господ во Хеврон и го помазаа Давид за цар над сиот Израел. Ова беше многу важен момент за израелскиот народ, бидејќи конечно Израел доби цар, втор поред, кој ги обедини сите племиња. Откако Давид стана цар, Израел почна да напредува како територијално, така и материјално. Стихови 4 и 5. Давид беше на 30 години кога се зацари. Тој царуваше 40 години. Во Хеврон царуваше над Јуда 7 години и 6 месеци, а во Ерусалим царуваше 33 години над целиот Израел и над Јуда. Со други зборови, тоа значи дека Давид царуваше над Израел во период од 40 години и 6 месеци. Една од најважните одлуки на царот беше назначувањето на градот Ерусалим за престолнина во царството. Стихови 6 и 7. Царот тргна за Ерусалим заедно со луѓето своји против јевусијците, жители од оној крај, но тие му рекоа на Давид: Ти нема да влезеш тука, слепите и сакатите ќе ти избркаат. Тоа значеше Давид нема да влезе тука. Но Давид ја презеде тврдината Сион. Тоа е Давидовиот град. Јевусијците беа народ кој живееше во градот Ерусалим пред царот Давид да го преземе. Станува збор за град кој се наоѓа на рид и не беше баш лесно да се освои, но Давид сепак го презеде градот. Патем, не знам дали се сеќавате, но пред да влезат во ветената земја, Бог им кажа на израелците да ги изгонат сите народи кои се наоѓаат во земјата. А сега читаме дека јевусејците во времето на Давид се уште владееја со градот Ерусалим. Со други зборови, Давид ја заврши работата која неговиот народ неколку векови претходно требаше да ја заврши. Во стиховите кои ги прочитавме, се вели дека откако Давид ја презеде тврдината Сион, таа стана позната како Давидов град. Ако ги читате псалмите кои Давид ги има напишано, ќе забележите дека во некои од нив тој пее за Сион.
Сион е всушност Рит, кој е дел од градот Ерусалим, а според тоа што го читаме во овие стихови, се чини дека царот Давид одлучи да владее со Израел токму од тој Рит. Не знам дали некогаш сте биле во тој дел од светот, или дали на слики сте ја виделе областа околу градот Ерусалим, но мене лично тоа не ми е омилениот дел од Израел. Кога јас би бил на местото на царот Давид, сигурно не би го избрал Сион за престолнина. Но, тоа е само мој вкус. Верувам дека Давид имал причини зошто владеел од Сион, односно Ерусалим. Патем верувам забележавте во стиховите кои ги прочитавме, како јевусијците го потценија Давид, а на крај тој ги победи. Може би се сеќавате на борбата помеѓу Давид и Голијат, еден од познатите џинови во тоа време. Пред да почне борбата, Голијат се подсмеваше со Давид и го потцени, но Давид сепак извојува победа, бидејќи Господ му помогна. Причината поради која го кажувам ова е за да нагласам дека ова не беше прв пат Давид да биде потценет во една борба, а сепак со Божја сила да извојува победа. Стих 8. Тој ден Давид рече: секој што ќе ги нападне јевусијците, нека удри со мечот и посакатите и слепите, зашто нив ги замрази Давидовата душа. Затоа и се вели: слеп и сакат нема да влезе во домот Господов. Ова е навистина необичен стих, кој на прв поглед се чини дека ја открива омразата во срцето на Давид. Зошто тој заповеда во градот Ерусалим да бидат убиени и сакатите и слепите? Зарем тие навистина можеа да се борат против него? Искрено ќе ви кажам, не знам зошто Давид одлучи да ги погуби и тие лица. Според мене има две можности. Првата е дека самите слепи и сакати лица во градот Ерусалим се подбивале со него и тврделе дека они ќе го избркаат, па затоа Давид вака им се одмазди. А втората можност е дека славата го удри Давид во глава и во таа ситуација заборави да им покаже милост на слепите и куците. Стихови 9 до 11. И Давид се насели во тврдината и ја нарече Давидов град и изгради наоколу ѕид од крајот па се до внатре. И Давид напредуваше и се воздигаше, и Господ Бог Саваот беше со него. Тирскиот цар Хирам испрати кај Давид пратеници и кедрово дрво, дрводелци и каменоделци, и тие му изградија на Давид дом. Околните царови препознаа дека со доаѓањето на Давид како цар на Израел почна нова доба. Тие увидоа дека Господ го благословува Давид и затоа некој од нив, како што е тирскиот цар, не сакаа да го имаат за непријател. Стих 12. Давид разбра дека Господ го определил за цар на Израел и го воздигнал царството негово заради својот народ Израел. Давид и претходно знаеше дека Господ го определи за цар над Израел. Години претходно Самуил дојде кај домот на неговиот татко и го помаза, односно го назначи за следен цар над Израел. Авторот тука ни кажува дека Давид и во пракса виде како Бог го воздигнува неговото царство, но не затоа што Давид заслужи, туку затоа што Бог сакаше да го одржи ветувањето дадено на својот народ и да се грижи за него. Но, во следниот стих, авторот ни кажува кој беше еден од гревовите на Давид за време на неговото владење. Стих 13. Давид си зеде уште наложници и жени од Ерусалим, откако дојде од Хеврон. Има некои луѓе кои со право го критикуваат Давид затоа што тој не само што имал неколку жени, туку, како што вели стихот кој го прочитавме, си земал и наложници. Авторот на оваа книга не носи морален суд во однос на овие негови постапки, но во светло на целото свето писмо, ние можеме да знаеме дека ова беше спротивно на Божјата волја. Божиот дизајн за бракот е едноставен. Еден маж и една жена. Се што излегува од рамката на тој Божи дизајн е погрешно. И синот на Давид, царот Соломон, направи сериозен грев по однос на ова прашање и за тоа плати голема цена.
Ние денес живееме во време кога луѓето на своја рака го редефинираат бракот и неговото значење. Затоа постојат истополови бракови, затоа некои парови живеат заедно невенчани, затоа некои се венчани, ама живеат во прељуба со други партнери. Сето тоа е последица на гревот, кога ние луѓето мислиме дека можеме и знаеме подобро од Бог, неминовно ќе се соочиме со последиците од нашето своеволие. Стихови 14 до 16. И му се родија на Давид уште синови и ќерки. Еве ги имињата на оние што му се родија во Ерусалим: Шамуа, Шовав, Натан и Соломон, Јивхар, Елишуа, Нефек и Јафија, Елишама, Елијада и Елифелет. Марија, мајката на Исус, потекнува од семејната лоза на Давидовиот син Натан. Од друга страна, Јосиф, сопругот на Марија, потекнува од семејната лоза на Соломон. Тоа ни е откриено во Евангелијата на Матеј и Лука. Стих 17. Кога филистејците слушнаа дека Давид е помазан за цар на Израел, сите филистејци се кренаа да го бараат Давид. Давид слушна и отиде во тврдината. Претходно читавме како царот на Тир му испрати подароци и помош на Давид, бидејќи дозна дека тој е поставен за цар. А сега читаме дека филистејците тргнаа да го бараат за да војуваат против него. Филистејците беа народ кој многу често го напаѓаа Израел. Секогаш, кога израелците беа послушни на Бог и неговиот збор, тие ги победуваа филистејците, но некогаш се случуваше Бог да им даде успех на филистејците, се со цел да го дисциплинира израелскиот народ. Тука ќе го завршиме денешното проучување. До следниот пат, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.